Гостин почитувани гледачи, вечерва во студиото е Орце Георгиевски, кандидат за градоначалник на општина Кисела Вода. Господин Георгиевски, добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер, Јанко. Благодарам за вашата покана и поздрав до вашите гледачи. Дојдовте, допливавте, довеславте. Како е ситуација у нашата омилена општина? Па да ви кажам, Кисела Вода е под вода веќе 2 дена. Ама мислев дека тука нешто подобро ќе биде, гледам и ке вас не е на позавидно ниво ситуацијата. Така да Кисела Вода буквално 2 дена моите сограѓани се мачат, имаат сериозен проблем со водата. Усие, Драчево, Пинтија, Припор, цела Кисела Вода, Димо Хаџидимов потегот, ако знаете каде се наоѓа, буквално подрумите им се полни со вода, преплавени се. Значи имаме сериозен проблем. Извинете, ај ќе го напуштиме мојот редослед зошто се кандидиравте ваше CV подоцна. Зошто е ова така? Зошто Кисела Вода? Не е тоа општина од вчера? Не е општина вчера, ама дефинитивно имаме индиферентна локална самоуправа која што не ги подредува приоритетите према потребите на граѓаните. Она што е најголем приоритет, како ова што се случува денес, да се поплавуваат нашите сограѓани и нивните подруми да се полнат со вода, спратови на куќи да се полнат со вода, не го ставаат како врвен приоритет, не е обрнато внимание таму, немаат реализација на тие крупни проекти кои што ги ветуваа пред 4 години. Јас не можам да кажам дека и во време на ВМРО ДПМН немало простор да се решат, но де факто не се ставало ред по приоритети. И јас една од причините вие што споменавте поради која што влегувам во оваа ситуација е затоа што сакам тие проблеми да останат зад нас, односно да ги решам во наредните 4 години. Ќе ве потпрашам уште нешто. Ај малце по-детално. Што мислите, што е конкретно проблемот за поплавување во една ваква урбана населба, како нема фекална канализација, нема атмосферска канализација, премала ли е? Што е проблемот? Имаме два клучни проблеми. Првенствено во голем дел од руралната средина нема се уште во 21 век за жал фекална канализација, нема ни атмосферска канализација. А додека пак во урбаната средина, во Кисела Вода, онаму каде што има фекална канализација и атмосферска канализација, имаме неконтролирано градење години наназад. Што значи постоечките капацитети, јас тоа го велам години наназад, јас сум координатор на советничката група на ВМРО ДПМН и коалицијата 4 години во Советот на општина Кисела Вода. И 4 години наназад јас истото го велам на секој мој јавен настап, дека, но и на седниците на Совет. Постоечките капацитети на подземна инфраструктура во Кисела Вода, во општината, немаат капацитет да ги задоволат потребите на постоечките жители кои што се и на постоечките градби, а камоли да се нови градби да се градат, а има интенција од страна на актуелна локална самоуправа за такво нешто и цел фокус нив изминативе 4 години им беше насочен кон неконтролирано градење. Значи секое парче зелена површина тие го дооформуваат во некаква парцела и таму никнува нова зграда. И тука се проблемите, затоа што неплански се гради, кога се гради не се инвестира доволно во подземната инфраструктура. Земете во предвид, еве да земеме во Расанек. Ако била постоечката инфраструктура подземна предвидена за околу 200 хипотетички домаќинства, сега имате околу 1000 домаќинства таму, нормално е дека не може капацитетот да се постигне, или ќе земеме во предвид Насава Драчево, ако имало на времето 1000 куќи, сега има 1700 куќи хипотетички земено, нормално дека не може капацитетот. Значи, нас ни треба развој на општината во кој што кога ќе се вложува, првенствено ќе се вложува во подземната инфраструктура, па подоцна ќе може да се размислува за градби надземно. Кој сте вие? Орце Георгиевски. Орце Георгиевски, дипломиран политиколог, магистар по бизнес и администрација, татко на 4-годишен син Ведран, сопруг на Мартина, оженет. Работам целиот живот свој во приватниот сектор. Единствен допир со народни пари и јавна функција ми бил изминатиот 4-годишен мандат, каде што ревносно сум се борел секогаш до последен атом за правата на моите сограѓани и за подобрување на условите во кои што живеат. Истите во Кисела Вода, за жал, не се добри. Извинете, повторете, што сте по струка? Дипломиран политиколог сум. Политиколог, да. Добро. Да. Имам убави сеќавања од реакциите за покојната Беличанец, кога беше. Она
Иако не беше стручна, не беше актерка, многу шармантна, ама и многу добра со луѓето, и навистина она се трудеше да направи некоја разлика во Кисела вода. Тежок предизвик, а добро е вие што ја спомнувам намерно да ја одадам на некој начин еден пиетет, затоа што сметам дека го заслужува жената. А ме радува што, вие како 4 години сте во советот на општината и добро ги познавате проблемите, така што во ова што ќе го говорите сега, не ќе има многу импровизација. Добро, ова беше прилично стручно објаснување за подземната инфраструктура, затоа што овој дожд не е драматичен. Ова не е ни милениумски дожд. Ова е, обилен дожд со денови, но ова било која осредна канализација и атмосферска одводна канализација би требало да го поднесе во едно урбано место. Скопје не е Венеција. Точно. Вашите претходни колеги, викам, како е кај Венеција? Како е кај тебе, Јанко? Видовте? Венеција. Но ние сме венецијанци сега, што да ви кажам. Што е она што детектирате како недостаток, проблем во драматично што треба да се направи, драматично, проблематично за општината, во општината, она што највише ги тишти граѓаните на општина Кисела вода? Видете, прво би сакал, бидејќи ја спомнавте покојната Беличанец, да потенцирам дека ми беше драг пријател, со кој што имавме соработка. Дополнително актуелнава власт, односно актуелниот градоначалник, цел изминат период се обидува својата неспособност изминативе 4 години да ја покрие со тоа што насочува обвинување према минатото владење на ВМРО ДПМН. И јас веќе во едно гостување споменав и повторно сакам денеска да споменам дека последните 4 години на владење на Билјана Беличанец зад себе остави 3 градинки кога заврши својот мандат, 2 основни училишта, што се големи крупни проекти, еден дом за култура, кој што денес треба да го носи нејзиното име и презиме, бидејќи со одлука на Совет, после смртта на Билјана Беличанец, донесовме одлука да се преименува. Филип Темелковски не успеа изминативе година и пол да смени табла на Домот за култура, онака како што го прекрстивме истиот, односно го крстивме во чест на Билјана Беличанец, Алексич, и Дом за култура во село Драчево, кој што беше отпочнат со градба и за истиот беа обезбедени средства. Што значи, можеби се не беше реализирано, но многу крупни проекти се оставија зад себе. Да не зборувам за вложување во подземна инфраструктура, асфалтирање на улици, поплочување со бекатон и така натаму, нешто што е мисловна именка за актуелнава власт. Зошто го велам тоа? Често не обвинуваат дека ние паушално говориме. И јас имам, графикон со реализација, Јанко, на капитални инвестиции. Сакате да го покажете? Леве, ќе го покажам слободно. Ова не се сликовници да ги прави некој... Вака морам да покажам за камерата, да може да пати. Во овој графикон може да се види дека до јуни месец реализацијата на капитални инвестиции на општина Кисела вода бил за 2021 година 8,10%. За 2020 е 13,62%. Нешто подобар, но драматично лош бил исто така во 2019 со 17,06 и така натаму и така натаму. Што значи разговараме за состојба каде што малтене немаме капитални инвестиции во Кисела вода. Во целиот свој мандат, актуелниот градоначалник, јас избегнувам во телевизиски гостувања и во мои настапи пред народот на средби да го споменувам, затоа што сметам дека е веќе завршена приказна и нема потреба да се дискутира. Но ме иритира фактот што се обидува да манипулира јавноста, соочен со слабиот рейтинг свој, соочен со отпорот кој што го добива секојдневно од страна на граѓаните, па пробува да манипулира и во услови кога нема со што мене лично да ме обвини, почнува да обвинува за некое си минато владење со кое што јас немам никаква директна врска, но морам да зборувам со аргументи и факти, нели? Ние сме политичари и сепак народот очекува факти и аргументи од наша страна. Проект со кој што се фали изминатиот период, а е за него најкрупен, е легализацијата
во кисела вода, што за мене е крајно поразително. Ова е неговата програма? Да, ова е отчет негов. Отчет. Овој памфлет е отчетот на Филип Темелковски, односно тоа што го сработил изминативе 4 години, Доста за кој што тнк. да, доста тнко, за кој што морам да потенцирам дека Филип Темелковски од 100 и мислам дека 30 на проекти му беа, ова е наша анализа, 101 нереализиран проект има за 4 години. Од 100 ветени 101 нереализиран. Не, од 130 на некаде проекти 101. ветени, 101 има нереализирано, што е за мене лично целосна капитулација и мене да ми се случи вакво нешто. И јас втората година од мандатот ќе се откажам. Ќе кажам, извинете, соседи, мои сограѓани, не ме бива едноставно за работава, ќе си одам. Нека дојде некој покомпетентен од мене, поспособен, поелоквентен, нека ја сработи работата. А не да барам за 4 години дополнително уште еден нов мандат. Ја му честитам на храброста, ама тоа, знаете, храброст и лудост се граници, тенка е границата во тој дел. Значи, да продолжам во делот на кој што најмногу се фали изминатиот период, тоа е легализација на предмети во општина Кисела вода, нешто што е и да нема градоначалник, службите во општината ќе си го сработат. Тоа е исто како да се фалите дека сте искосиле тревник и да го ставите во реализиран проект. Тоа е срамно за 21. век и во 21. век ние да говориме за некои стандардни работи кои што администрацијата треба да ги сработи, но ете, во отсуство на реализирани проекти крупни, се фалат со легализација. Што велат фактите? И во тој дел. Значи, првенствено, они споменуваат бројка која што не кореспондира со официјален податок од издаден од општина Кисела вода. Значи, официјален, ова нивното е направено, предпоставувам, во некоја нивна канцеларија и самите си го креирале. Тврдат дека имало 11.500 предмети за легализација, а официјалните податоци од општината говорат дека имало вкупно 13.855. Они тврдат дека во време во минатото биле легализирани околу 2000 предмети, еве фактичката состојба која што вели дека 5561 предмет е легализиран во време на ВМРО-ДПМН. Што значи и со проектот со кој што се фалат, а не е проект. Ова е стандардна процедура која што мора да се заврши во најбрз можен рок. Но пак ќе повторам, во отсуство на реални проекти, тие се фалат со нешто вакво и тука пробуваат да изманипулираат јавноста и својата неспособност да покријат со обвинувања насочени према минатите владења на ВМРО-ДПМН. Јас сум објективен. Јас ќе кажам, ВМРО-ДПМН имало добри проекти, имало добар период на владење и имало лоши проекти. И тука сум објективен. Ама ВМРО-ДПМН е опозиција. 5 години СДС има апсолутна власт. И вие, вашата неспособност да пробувате да прикриете вадејќи се на минатиот период, тоа е за мене, како да ви кажам, надвор од здравиот разум. Јас за 4 години, Јанко, да сме живи и здрави, кога ќе дојдам повторно во емисија, како кандидат кој што го завршува својот мандат. Јас нема да зборам за минатото и да пробувам да се вадам за Филип Темелковски или за било кој претходник. Јас овие проблеми ќе ги оставам зад себе и јас и вие во ваква емисија ќе разговараме за тоа што го имам реализирано изминатите 4 години, а ќе значи капитални проекти, ќе значи подобрување на условите за живот на моите сограѓани во Кисела вода, ќе значи одскокнување од она што е стандардно и сите кандидати за градоначалници, односно актуелни градоначалници сметаат дека е некое достигнување ако се асфалтира улица од 200 метри, ќе значи нешто што сите овие проблеми кои што го тиштат нашиот народ, го мачат и за кои што за жал разговараме со години наназад, ќе ги оставиме зад себе и ќе започнеме нови почетоци во општините, малата, средините каде што живееме. Многу долго оставивме простор, говоревте за легализација. Чекај бе, Кисела вода е централно градско подречје, не е тоа некоја селска населба од не знам каде. Да, ма видите. Кисела вода е уште тој проблем го има со нереализирана легализација. Зошто? Што е тоа? Го има. Накратко за да идеме и на другите. Сега ќе ви објаснам како. Во Кисела вода де факто имаше една од општината беше со најмногу дивоградби во минатото. Така. Да. Добро. Тоа е закон кој што се донесе во време на влада на ВМРО-ДПМН За легализација. Да, за жал, не се завршени сите предмети и јас затоа на моите сограѓани и во програмата, морав да го споменам тоа, но и на средбите се обврзувам
Јас не им ветувам, туку се обврзувам дека во период од година дена сите предмети за легализација кои што чекаат по фиоките да бидат решени, ќе бидат решени. Јас не сакам да оставам впечаток дека за незавршените предмети ги напаѓам луѓето кои што работат во администрацијата, односно конкретно во секторот легализација. Таму има прекрасни луѓе кои што си ја знаат да работат и работат макотрпно дење и ноќ, но таму има премалку луѓе. Еве ќе ви направам паралела, ако таму има 8 луѓе кои што работат на илјадници предмети за легализација од кисела вода, наспроти нив имате во кисела вода 8 или 9 шофери. Тоа ви е исто како во студио да имате 9 камермани, а за она што треба да ви се заврши работа, монтажери, сите тие останати да немате човек. Тоа се случува. Ти реков дека вие сте проблем од увек. Шега на страна. Така да потенцирам и да сумирам, легализацијата во тек на една година ќе биде завршена, се обврзувам за тоа и тоа е момент кој што ќе го оставиме зад нас, односно тој проблем на моите сограѓани ќе им биде решен. Затоа што тоа е значајно за сите мои сограѓани во Кисела Вода. За жал, иако сегашниот актуелниот асфалтира улици, но очигледно е препотребно. Улиците се во незавидна состојба. Имаше Белишенец една многу добра забелешка, ја кажа кај мене во емисија која гостуваше, и кој реков, викам, граѓаните се жалат улиците, викам, па и ја поминувам, викам, катастрофа, викам. Јанко вика, нема да ставам грам асфалт, ти тврдам, се додека градежна механизација поминува таму. Ја ги притискам тие што градат, да завршат, оти вика, џабе ќе ставам асфалт, кога вика ќе го уништат, багери, камиони и така натаму тешка механизација. Каква е сега ситуацијата? Може ли да се измени и конечно луѓето, предници и јабучици да не менјаат на 6 месеци? Кисела Вода во моментов, ако погледнете од аспект на надземна инфраструктура, односно асфалтот, конкретно за тоа говориме, личи наједноставно на голф терен. Значи нема мало, нема населба, нема улица каде што улицата не е со дупки. Тоа вака практично личи на голф терен. Добро. Затоа што прво нешто иде, кој рече голф терен, видов зелено, убаво. Далеко од зелено све. Чекај, викам, окей, добро. Кога све ке зелено, подоцна ке говори. Добро. Што сакам да кажам? Нас ни фали, Јанко, систематски пристап кон решавањето на проблемите на граѓаните. Што подразбирам јас и мојот тим во делот на систематски пристап. Ние ќе изработиме во првите 3 месеци, тоа го имаме наведено и во нашата програма, можете подоцна да го видите, регистар со сите улици од Кисела Вода и попис на истите. Со подземна и со надземна инфраструктура која што ќе вклучува надземно и урбана опрема со која што располага одредена улица, улично осветлување и така натаму и така натаму. Што значи, ние со тој регистар ќе имаме скен на целата состојба на терен, на сите улици буквално во секое населено место и ќе знаеме што располагаме, каде се слабите, каде се најслабите точки и каде ќе треба наитна интервенција и како ќе треба целиот процес да се движи во однос на решавање на тие децениски проблеми кај нас во Кисела Вода. Ама вие сте веќе 4 години таму. Што има сега уште да го размислуваме? Вие ги знаете тие работи, детектирани? Јас ги знам, но јас нема сам да работам. Јас сум добар менаџер. Јас ќе имам квалитетен тим, но јас не можам да бидам Јанко и добар спортист. Јас не можам да бидам и, не знам, да разбирам културата во како што ја разбираат луѓе кои што се стручни во тој дел. Затоа јас велам, јас сум одличен, сметам дека сум одличен менаџер, кој што покрај себе надвор од партиската матрица ќе обедини еден тим. И таков тим имам сега покрај мене и затоа имаме ние и солидна програма и затоа ние имаме и солиден настап пред граѓаните, солидни проекти кои што се обврзуваме да ги реализираме и затоа знам дека за 4 години Кисела Вода ќе биде успешна приказна. Во тој тим нема да се прави разлика кој од која политичка партија, вера или нација. Во тој тим ќе има стручни и компетентни лица. Тој што е за спорт ќе биде задолжен за спортот. Тој што е за култура ќе биде задолжен за култура. Јасно. Тој што е задолжен за инфраструктурата ќе си биде задолжен за тој дел. Со еден ваков регистар и систематски пристап, ние овие проблеми ќе ги оставиме за релативно кратко време зад нас. Но го мина од актуелнава власт, повторно ќе потенцирам, соочени со моментот дека позади себе оставија пустош,
соочени со моментот дека 3 месеци пред избори ги раскопаа малтене сите улици низ кисела вода, немаат капацитет да ги сработат. 4 години за 3 месеци направија хаос. Да прошетате Пржино, се извинувам, Црниче да прошетате низ кисела вода, да прошетате низ Драчево вчера бев. Сите улици се раскопани и сакаат да остават впечаток, односно да ја потценат интелигенцијата на нашиот народ дека еве сега пред избори 3 месеци ќе ви го асфалтираме патот. Се случи дожд 3-4 дена поред, луѓето не можат да хаоси без животот. Под шизми шетаат по улици во 21 век. Тоа е недозволиво и недопустливо. Јас Како реагира народ? Како можете да замислите како реагира? Не викаат, па добро, еве барем нешто прават овие. Што да прават? Хаос прават, Јанко. Хаос прават. Јас имав, не знам дали сте ме прателе, една ситуација во во Драчево, една улица која што ја асфалтираше актуелниот градоначалник. Добро. Ми беше сугерирано од страна на жителите таму дека слојот на асфалт кој што се вградува во улицата е премногу тенок. И јас како координатор на советничка група отидов на лице место, констатиравме која е дебелината, затоа што она што беше асфалтирано еден ден претходно се ронеше. Тоа е асфалт за кој што плаќаат нашите сограѓани, тоа не го вади од джебот ниту Темелковски, ниту утре ден Орце Ѓорѓиевски ќе одава од джебот. Тоа се народни пари. И моја обврска била како советник да го штитам интересот на граѓаните, односно нивните пари. Извадивме едно парче, јас повикав и јавно надзор да излезе и да реагира, затоа што со метро прикажав пред целата јавност дека сантим и пол беше дебелината на асфалтот. Не знаев дека сте вие ги видов сликите од тоа дека само сантим и пол беше. Што се случи? Излезе градоначалникот со цела постава негова екипа да тврди дека не е тоа така, дека мостри земале, дека се е во најдобар ред и сите тие работи, така натаму и така натаму. Наредниот ден, истата улица за која што тврдеа дека е прописно направена, истата го прекопаа асфалтот и повторно го вградува. Ние сме единствена општина каде што по 2-3 пати се прекопуваат исти улици 2-3 дена од кога е ставен асфалт. И се нанесува нов слој. Зошто го прават тоа? Тоа е најевтино колку да отглумат дека нешто се дешава? Најевтина варијанта има тоа. Видете, бидејќи тоа не е суштинско, ама не е суштинско, ама знаете како кога не можете да зборите за нови работни места во кисела вода и некоја крупна инвестиција. Ајде да ве прашам, што е тоа Чупино брдо? Чупино брдо. Тоа е од вашата програма овде кај Вадам, па гледам нешто што ми е интересно. Еве вика, новите големи проекти ќе бидат символи на кисела вода од 21 век. Зона Драчево, зона Чуприев. Но пред да идете за тоа, ја морам друго да ве прашам, една од најболните и контроверзни точки во кисела вода, а тоа е расадник. Добро. Што ќе се прави со расадник? Ова е последната зелена оаза на километри од овдека, на километри, и се повеќе и повеќе имаме индиции дека овде ќе биде еден цел нов град изграден. Видете, Јанко, јас изминативе 4 години битка бијам како координатор на советничката група, благодарение на нашиот тим од советници, од сите политички партии кои што се во коалицијскиот блок, на кои што им благодарам за целата поддршка, и граѓаните против тоа што сакаше Социјалдемократскиот сојуз на чело со Филип во кисела вода да го спроведе на ова парче зелена површина во кисела вода. Што предвидува они? Во минатото имало некој предлог ДУП кој што предвидувал 112 згради, кој што исто за мене е лудост, за на ова парче зелена површина да ставите 112 згради. Сега, согласно тоа предвидување тогаш, со таа, се извинувам, катноста на предвидените згради била 7 ката, максимална висина. Така. Сега што прави Филип Темелковски? Од 112 згради намалува на 99, но става 14 ката максимална висина. Значи дупло го зголемува висината на зградите. Ние категорично сме против тоа и јас им ветувам и се обврзувам за тоа на моите сограѓани дека откако ќе преземеме локалната самоуправа за да администрирам, јас нема да владеам, јас ќе администрирам и ќе работам во служба на моите сограѓани. Ние ќе распишеме конкурс за идејно решение за расадник. Тој дел треба да се урбанизира.
ама не треба да се урбанизира на начин што на тоа место ќе никне новото бетонско чудовиште во Скопје и наместо како половина метро што имаме сега вода по улиците, тогаш да имаме 2 метра вода. Значи, одам етапа по етапа како ние ќе го спроведеме тоа. Меѓународен конкурс за идејно решение на кој што ќе партиципираат од сите земји од светот, но и од Македонија, лица кои што ќе понудат идејно решение. Паралелно ќе се создаде совет, партиципативно тело, во кое што ќе партиципираат жителите пред се кои што живеат во Расадник и кои што се најзасегнати од тоа. Чекај, жители кои живеат у Расадник, тоа Во се постоечките градби. постоечките градби, тоа се новите згради. Точно. Ова се новите згради. Точно. Па немојте луѓе што веќе го узурпирале Расадник. Ама како го узурпирале, тие си купиле стан. Таму има млади поред- брачни парови. Ама Јас знаеш живеам како? таму. Ама знаеш како? Извини, молим Добро. те. Знаеш како? Тој е исто како германскиот војник. Ама мене ми нареди и јас тоа е предаучка. Не е така. Види, вака се. Јас сакам Сега да се... знаел што е, знаел каде е, си Да, направил ама за не себе. знаел дека 100 згради ќе се градат таму. Наспроти него. Ама чим една се изгради, чим се направи, тоа ќе се направат. Не е така, не се слага. Ќе ве изиграат. Некои ваши противници ветуваат дека, например, што е многу привлечно и многу популистички, парк бе вика, тоа ќе биде интерактивен парк со многу содржини и тоа е Јас, можеби Јанко, најубава работа. вака кажувам. Не е важно што сака Орце и каква е замислата на Орце за таму. Конкретно, јас ако се прашувам, јас замислувам сакаш дека ти? нас ни недостасува еден убав верски објект во средината. Ние немаме соборен храм во Кисела вода. Ние немаме паркови, ја имам 4 годишен син. Немаш За каде да го викендите прошеташ. го носам исто како и моите соседи во аеродром или во некое друго место, затоа што немаме услови. Ако лично јас се прашувам како го гледам Расадник, јас го гледам Расадник место со многу паркови, многу зеленило, место со соборен храм каде што ќе имаме каде да Па отидеме што не да поверници. лупнеш на маса, бе? Орце? Не, вака што се. не, што не Јас, идеш? Јанко, Што не иде? јас ќе Стави бидам- шлемот и иди, бе, ја ова ќе го правам и готово. Јас сум Сега сакам покажал ова во да го многу направам. случаи наназад дека јас сум човек кој што не е обременет со ништо, кој што на никого ништо не должи и на никого јас, народски кажано, Остави таков печаток. нема да седнам кај никого во скутот народот што би Знаеш што рекол, ми е, Орце? кога е во Орце, ќе прашање те интересот на изиграат, ќе граѓаните, влезеш, нема никој да ми кога ќе изигра. влезеш во вакви Не. тела. Дали се сеќаваш за овие рудниците? Ти Добро, текнуе сите добро, оние што добро. се бунеа доле на југ на Македонија, Да. не ги даваме ова, она, ваму и таму. Знаеш ли дека истите тие што крв плюка, што ми се закануваа мене лично овде во емисија, сега заќутеа, кој им дадоа, еве ви милионче за станче, еве за ова, еве ви проект за ова, еве. Истите рудниците ги платија и сега е штама. Рудниците си идат и никој не се бун. Кога го видов тоа, разбирам. значи, пази, тој е македонски народ. Ту Кисела вода не живеат од Венера, од Јупитер. Истите македонци. Ке дојде некој добар инвеститор, слушайте луѓе, што? Абе да е ова ќе го земам, ја ќе си направам овдека, не знам што треба да си направам. само Еве ви дозволен. ќе ви, еве ви одма направите здружение, ќе ве финансирам. И 30, 50 граѓански здруженија, 2-3 души од Кисела вода ќе се организираат, ќе добијат и ја више не сум глуп, научив како функционира, како се подмитува цело општество, затоа отиден градот. Тоа ти викам, ти ја оставаш печаток на чест, ма знам овие какви тешки манипулатори знаат да бидат. Ама Извини, јас вака знам ти едно улучам. нешто. Да, Јас, повели. Јанко, знам две работи. Прво, дека никогаш во животот не смеам да си дозволам најголемиот луксус и капитал што го имам, тој е мојот образ и детето мое, утре ден некој да го покаже со прст. И јас сето ова го правам. И најголемиот мотив ми е и детето мое, но и децата на сите мои сограѓани да живеат во подобри услови. Еден ден. Немој погрешно да ме Не, не, сватиш не, дека никак. велам дека Не, не. некој тебе ќе те Нормално. купи. Не, не. Него Сакам ќе да ти ги- кажам за целата ќе постапка. изманипулираат. Ако јас сакав да дозволам, еве ние сме 11 советника. Така. Имаше разни шпекулации. Имаше илјадници обиди од страна на Социјалдемократскиот сојуз и притисоци ова да помени. Знам. Што тие го планираа. Знам. Што се случи? Сите советници застанаа на страната на народот. Иако сме вака и коалициони партнери имаме, за кои што кажав, сакам да им се заблагодарам од се срце, прекрасни соработници ми биле и се уште ми се луѓе од тимот кои што работи со мене и останатите граѓани кои што се приклучија во целава битка. И тоа беше ударната каписла, односно отпорот за да се спречи ова да помине, што Филип го планираше. Јас одговорно тврдам дека нема во наредните 4 години
да подклекнам на било каков притисок, ниту јас, ниту било кој од мојот тим, и да дозволиме во Расадник, место кое што може да биде една убава зелена оаза, место за мир на сите мои сограѓани, да никне некое бетонско здание со кое што ќе се предизвика штета не само на моите сограѓани во Расадник, не само на моите сограѓани во Кисела вода, туку и на цело Скопје. И на цело Скопје. Што значи, јас не сум човек кој што подклекнува на притисоци. Јас изминативе 4 години, секогаш, кога ќе имаш и најмала индиција за криминал или за отстапка од законот, јас сум излегувал, јавно сум го кажувал тоа. Јас, Јанко, цел изминат период говорам дека по моето доаѓање на власт во општина Кисела вода како градоначалник, прво што ќе направиме ревизија на цел период на владење 4 години наназад, ама и периодот на владење на ВМРО ДПМН. Во интерес и на кој се времето, огрешил пред законот ќе си одговара. во интерес на времето заради вас, Чупино брдо. Чупино брдо е место наспроти бензинската Лукойл пред влезот на Драчево, каде што ние планираме да создадеме едно ново катче за млади, односно населба за млади брачни парови. Наспроти Чупино брдо, ако можете да видите. Не знам кој е. Можеш слободно ти да ми Технички преглед. Стави на хартија. На хартија? Да. Каде од прилика тоа и што планирате таму? Пошто гледам овде пише вториот горлив проблем е обезбедување стамбен простор за млади брачни парови, решавање овој проблем. Ево, тука некаде му доаѓа се овде овој појас некаде. Овој појас. Дај ми го, добро. Што сакам да кажам? Ние имаме многу млади луѓе во Кисела вода, кои што јас ги познавам, кои што немаат услови за да формираат своје семејство. Ние на ова место ваму, тоа се генерално ниви на граѓани, на жители на село Драчево. А мислам дека ВМРО ДПМН беше единствени во историјата што на независна Македонија што градеа социјални станови и станови за млади брачни парови. Што сакаме таму да направиме? Мислиш дека ќе можете да го повторите тој проект? Точно. Тоа сакам. Јас сакам да создавам катчиња во кои што младите луѓе од Кисела вода ќе можат да основаат своји семејства, да се урбанизираат цел тој простор. Ова е овде. По поволна цена да можат младите, мои сограѓани од Кисела вода да се основаат своји семејства и таму да живеат. Значи, по урбанизација на тој простор, по создавање на услови целосни, за да може таму да се гради, ние ќе преминеме на втората фаза и таму ќе никне новата населба Чупино брдо, кое што ќе биде за млади брачни парови. Убаво, млади брачни парови. Имаат ли работа тие негде кај млади брачни парови? За да имаат работа, предвидуваме 2 нови технолошко-развојни зони. Да? Да. Едната е Чупријан, која што е пред мостот за излез од населба Драчево, тој појас пейнтбол арена кај што пишува тука, назад. А за излез, ја па излез идам таму. За излез, добро. ете пейнтбол арена каде што е. Добро. Цел тој појас сакаме да направиме поврзување. Каков проблем ние имаме? Ако единствен влез во Драчево од Кисела вода ние булеварот Борис Трајковски. Јас тука ќе направам поврзување до Хемтекс и целиот дел од лева страна покрај, односно позади постоечката индустријска зона, постоечка веќе во Кисела вода, ќе направиме парцелизација со можност за нови инвестиции таму. Од една страна ќе направиме ново поврзување, од друга страна ќе направиме парцелизација и можност да донесеме нови инвестиции и јас гарантирам дека за 4 години ќе отворам најмалку 1000 нови работни места на територија на општина Кисела вода преку овие 2 технолошко-развојни зони кои што ги предвидуваме и дополнително граѓаните, нашите сограѓани, чии што плацови таму имаат вредност во моментов од 5 до 10 евра, со таа урбанизација ќе добијат многу поголема вредност. И јас ќе помогнам со тоа и директно на моите сограѓани за вредноста на нивното земјиште да стане многу повисока од тоа што го имаат денес. Како е во Кисела вода што се однесува до здравствената заштита? Имате ли амбуланти, задоволува потреби, што се случува таму, а особено во овие 2 години со корона кризата, како никогаш до сега фокусот не ни бил поголем за здравствената заштита? Пред 4 години имаше ветување од актуелна локална самоуправа и градоначалников во заминување дека ќе изградат поликлиника, не успеа за 4 години. Ако имавме поликлиника во Кисела вода, сега граѓаните ќе може да се вакцинираат таму, ќе може и
своите потреби од медицински аспект да ги обавуваат таму, а не да бидат приморани да одат во Јане Сандански или во државна болница или во било која клиника низ Скопје. Ние се обврзуваме за 4 години урбанистички да обезбедиме услови и документација целосна, истата да предадеме на Министерството за здравство, да понудиме за таму да изгради поликлиника. Тоа се однесува за Ворасаник. Вие да градите или Министерството да гради? Постапката е првиот начин ние да обезбедиме урбанистички, да го средиме цел простор и со документацијата да го предадеме тоа на Министерството за здравство, тоа земјиште, тоа место, за Министерството за здравство да изгради објект. Ако Министерството за здравство нема слух, капацитет и не смогне сили, како за новиот клинички, да сака да помогне за моите сограѓани во Кисела Вода, јас не можам за 4 години да дојдам овде на емисија и да викам, абе видете Министерството за здравство не ја сработи работа, не беше до мене. Така? Јас и не ми е гајле да ти помогнале или не? Да, и нашиот тим ќе дадеме се од себе во наредните 4 години да обезбедиме таму клинички центар. И јас се обврзувам за тоа. Каде ќе клинички центар, се извинувам, поликлиника во Расаник. Нова поликлиника во Расаник. Во Расаник. Затоа што на тој начин цел тој дел од Кисела Вода, но да ги земеме ние и дека во Драчево е нефункционална поликлиниката која што во моментов постои, сите наши сограѓани ќе имаат многу побрз пристап до поликлиника и до задоволување на своите здравствени потреби. Што значи, начинот, ако Министерството за здравство нема слух и не ќе да изреагира во тој дел, тогаш ние ќе влеземе по пат на јавно-приватно партнерство да го понудиме тоа земјиште, или пак со помал обем од она што би го изградила, нели, државата, би изградиле ние поликлиника, но важно е дека за 4 години овој проблем јас ќе го оставам зад нас и нашите сограѓани ќе имаат поликлиника во Расаник. Немаме време за сите детали, ова се некои работи кои вие сметавте дека се побитни. Вашата програма ќе ја објаснувате и на други медиуми на друг начин во детали. Би сакал само да споменам уште една работа. Прилично обемна, слободно обратете се на граѓаните за крај. Би сакал да споменам и за делот на спортот, кој што немаме многу време по вака по дебатни емисии, по гостувања да го споменеме. Спортот во Кисела Вода е целосно девастиран изминативе 4 години. Нерамномерно се финансираат спортските клубови. Во Драчево двата бренда, особено ССК, клубот кој што е бренд на Драчево, беше брутално избркан од игралиштето ССК кој што го користеше година назад и така натаму, што значи во тој дел јас се обврзувам за 4 години да имаме рамномерно помагање за сите спортски клубови во Кисела Вода. ССК клубот да го добие ССК игралиштето, Партизан клубот да изградиме ново игралиште за ФК Партизан, да имаат помош како никогаш досега од страна на општината. Исто така, нашиот бренд од Драчево, а тоа е културно-уметничкото друштво Китка, кое што за жал изминативе 4 години има добиено само околу 40.000 денари од страна на општината. Исто така ќе биде максимално помогнато од страна на општината, затоа што тоа е не само бренд за Драчево, не за Кисела Вода, туку и за цела Македонија. Тоа е каква е салата, каква состојба? Расадник? Салата Расадник е можете да поминете во Кисела Вода да видите, пропаѓа. 3 спортски комплекси ветуваме во наредните 4 години, се обврзуваме да ги реализираме тие. Спортски комплекс отворено во Пржино со модерни содржини, вештачки карпи и така натаму, имаме и визуализација. Спортски комплекс Расадник со затворен пливачки базен по пат на јавно-приватно партнерство и спортски комплекс Дупки во Драчево, каде што исто така ќе биде со затворен пливачки базен. 2 нови пазари планираме, односно се обврзуваме да ги реализираме во наредните 4 години. Моите сограѓани немаат пазар нормален во Кисела Вода. Едниот ќе биде затворен пазар во Драчево, другиот го планираме во Кисела Вода, затоа што мораме и тие работи да ги решиме во наредните 4 години и уште многу проекти кои што се предвидени во нашата програма, се обврзуваме да ги реализираме. Јас сум човек кој што сиот свој капитал и цело свое знаење го става во служба на моите сограѓани и сето ова го работам од срце. И затоа верувам дека ќе успееме заедно со граѓаните од Кисела Вода да направиме една многу поубава, поуспешна приказна од она што го имаме денес.
Господине Георгиевски, ви благодарам за учеството во емисијата. Честа беше моја. Почитувани гледачи, тоа беше кандидатот на ВМРО ДПМН за општина Кисела Вода. Благодарам за вашето внимание. Лека ноќ и пријатно.